Драги ученици, добар ден и добре дојдовте на часот по историја. Овој видеозапис е наменет за учениците од 6-то одделение. Денешната содржина е со наслов Распаѓање на римската држава. За реализација на оваа содржина потребни ќе ви бидат следниве материјали: компјутер со интернет, тетрадка и пенкало или молив и учебник по историја за 6-то одделение. Цели на наставната содржина ни се: како прво ќе се запознаете со внатрешните и надворешните причини за распаѓањето на државата, потоа ќе стекнете представа за поделбата и распаѓањето на државата и на крај ќе ги научите последиците од овој важен историски настан. Внатрешни и надворешни причини. Причините за падот на Западното римско царство или на римската држава можеме да ги поделиме во две поголеми групи. Прво, внатрешни, а потоа надворешни причини. Внатрешни причини прво се незадоволството на селаните, робовите и војниците. Со текот на времето, римската држава се повеќе слабеела. Незадоволните селани и робови постојано се бунтувале. Војниците не примале редовно плата и не биле заинтересирани за војување. Стопанството ослабнало, а производството многу се намалило. Ова воглавно се главните внатрешни причини. Меѓутоа, за падот на државата имало и надворешни причини кои може да се сумираат како напади од хуните и германските племиња. Во 4. век римската држава започнала да ја напаѓаат племињата хуни и германи. Хуните продреле од Азија во Европа во втората половина на 4. век. Под водство на Атила, во 5. век хуните ќе создадат голема и силна држава со центар во Пајонија. Оттаму тие ги напаѓале териториите на римската држава. Нивните напади имале ограбувачки карактер. Најжестоки биле нападите на германските племиња вандали и визиготи. Визиготите го освоиле и го ограбиле градот Рим во 410 година, а истото го направиле вандалите во 455 година. На сликата ви е прикажан нападот и ограбувањето на градот Рим, кој што го извршиле вандалите во 455 година од нашата ера. Ова е видување секако на некој уметник, меѓутоа денеска како сведоштво на тоа ни останал во употреба зборот вандализам, кој што ние денеска го употребуваме како синоним за ограбување или за уништување. Поделба на државата. Римската држава немала сила да се одбрани од нападите на барбарските народи. Во 395 година државата била поделена на два дела, и тоа на Западно римско царство со седиште во Рим и Источно римско царство со седиште во Константинопол. На картава подолу прикажана ви е поделбата на Римската империја, и тоа со црвена боја е представено Западното римско царство со седиште во Рим, а со лилава боја представено е Источното римско царство со седиште во Константинопол. Императорот Теодосиј I, значи, во 395 година ја извршил оваа поделба и на постариот син Аркади му го оставил Источното римско царство со центар во Константинопол. Во моментов каде што се наоѓа курсорот, тука е всушност градот Константинопол. А на помладиот син Хонори му го остава Западното римско царство со седиште во градот Рим.
Источното римско царство, Византија, под името Византија, значи, ќе постои уште скоро 1000 години повеќе од Западното римско царство. Византија ќе постои се до 1453 година, се додека не потпадне под турска власт. Западното римско царство ќе пропадне, ќе видиме кога и како во наредниот слайд. Западното римско царство постојано било изложено на чести напади од барбарските народи. Буните и востанијата на подчинетите народи биле бројни. Затоа царството многу брзо ќе пропадне. Во 476 година, еден од водачите на германските племиња, Одоакар, ќе го симне од престолот последниот римски владетел Ромул Августул. Иначе, титулата Августул или Август значи возвишен, меѓутоа, бидејќи последниот римски владетел Ромул бил мало дете, ова Август е на некој начин деминутив, односно значи малиот Август. Значи, Августул е малиот Август. Со сменувањето на Ромул Августул од престолот од страна на Одоакар, всушност завршува Западното римско царство, односно престанува да постои. Тоа е моментот кога пропаѓа Западното римско царство. На сликава подолу ви е прикажан како Одоакар, водачот значи на германските племиња, е седнат на престолот во улога на крал, секако, а Ромул Августул му се поклонува на него како на крал и го признава за свој крал. Со ова, всушност, престанува да постои Западното римско царство. Кои се последиците? Последиците од пропаѓањето на Западното римско царство се големи и со свое влијание не само врз историјата на Европа, туку и воопшто врз целата светска историја. Со овој голем и важен настан завршува епохата на Стариот век, која што ја учевме во оваа учебна година, и почнува нова епоха во историјата на човештвото, која што е наречена Среден век, односно феудализам. Ако внимателно ја следевте содржинава, се надевам дека оваа содржина ви побуди и интерес за малку повеќе да истражувате и да научите нешто повеќе за личностите и настаните кои што ги спомнавме во оваа содржина. Како предлог од моја страна ви ги препорачувам следниве страни кои што ќе ги најдете на интернет, поточно на Википедија, и тука можете нешто повеќе да истражите и да дознаете на даденава тема. Првата страна која што ви ја препорачувам е за племето Хуни, која што ќе ја најдете на Википедија, на линкот што ви го покажувам во моментов. Тука ќе најдете се за начинот на живот на хуните и нивниот подем и формирањето на нивната држава, нивниот водач Атила и се она што ве интересира. Вториот линк се однесува на Западното римско царство. Повторно на Википедија ќе побарате и тука ќе најдете податоци кои што ве интересираат за организацијата, начинот на живење, верувањата во Западното римско царство. И третиот линк се однесува на последниот римски император Ромул Августул. Тука повеќе ќе најдете биографски податоци токму за последниот владетел Ромул Августул. На крајот би ве замолила да се обидите дома да направите краток план со хронолошка евиденција на настаните од оваа наставна содржина. Драги ученици, ви благодарам што ја следевте оваа видео содржина. Се надевам дека ќе соработуваме и понатаму.